Премиере, ви благодариме многу што ја прифативте поканата за ова кратко интервју. Премиере, вие се домаќин на состанокот Белград-Приштина во рамки на диалогот за решавање на спорот. Тука се ЕУ и американските олеснувачи и лидерите на Србија и Косово. Го чувствувате ли тоа како привилегија, доверба од страна на преговарачите, но и од страна на Белград? Најпрво ви благодарам за поканата да бидам гостин во вашето интервју. Ова представува голема чест, меѓутоа и одговорност за нашата држава, да бидеме домаќини на разговорите кои што се водат помеѓу Косово и Србија, предводени од премиерот на Косово, господинот Курти, и председателот на Србија, господинот Вучич, нормално со посредништво на Европската Унија и со поддршка на Соединетите Американски држави. Ова е најголема потврда дека Северна Македонија во овој момент е фактор на стабилност на Балканот и тоа го потврдивме преку нашето зачленување во НАТО, преку отворањето на преговорите со Европската Унија и преку тоа што нашата држава во веројатно најтешката година за Европа после Втората светска војна е земја претседавач со ОПСЕ, најголемата регионална безбедносна организација. Ова секако дека е од исклучителна важност за нашата држава, со оглед на тоа дека ние сме пример, дека низ диалог и низ дипломатски средства во 21. век треба да се решаваат предизвиците помеѓу соседните држави. Очекуваме разговорите да се водат во добар дух и кои што се водат практично за нормализација на односите помеѓу Косово и Србија, а кои што на крајот треба да резултираат со интеграција на целиот регион во Европската Унија. Северна Македонија дефинитивно не е во изолација. Напротив, вчера за прв пат се одржа во Скопје состанок на Советот за стабилизација и асоциација. Пораките се, сите се оптимисти и во тој процес треба секој да сработи во ЕУ процесот. Борел потврди дека се помага и во пакетот на економија, енергетика, сега за прв пат спомнаа и во одбраната. Подсети дека и ние да си ги испорачаме обврските. Дали можеме да ги испорачаме? Најпрвен, исто така, уште една потврда покрај ова што сме денес домаќини на диалогот Белград-Приштина е и тоа што вчера се одржа состанок на Советот за стабилизација и асоциација во Скопје. Првиот состанок на Советот за стабилизација и асоциација е одржан пред 22 години во Брисел и за прв пат сега, после 22 години, после 17 години од чекање на отпочнување на преговори со Европската Унија, за прв пат Советот се одржува во Скопје. Советот испрати многу јасни пораки за тоа дека нашата држава напредува во процесот на европските интеграции. Разговаравме во детали за се она што е направено во текот на изминатата година, а изминатата година на полето на евроинтеграциите за нас е една од најуспешните. После 17 години чекање, успеавме да ги отпочнеме преговорите со Европската Унија, да ја одржиме првата меѓувладина конференција. Минатата година го потпишавме во октомври и договорот со Фронтекс, каде што за прв пат македонскиот јазик, заедно со сите други 24 јазици на Европската Унија, стои на еден ист договор потпишан помеѓу нашата држава и Европската Унија. Го констатиравме напредокот во сите области во кои што се прават реформи. Веќе 45% од нашето законодавство е усогласено со законодавството на Европската Унија. Го разгледавме извештајот во однос на скрининг процесот кој што се одвива и за кој што позитивно се изразија сите представници на Европската Унија кои што беа присутни во Скопје, предводени од потпредседателот на Европската комисија. Исто така беа испратени многу јасни пораки во однос на тоа дека ние имаме јасна преговарачка рамка која што е усвоена од страна на сите 27 земји членки на Европската Унија и дека нашите преговори се одвиваат во рамки на таа преговарачка рамка и врз основа на критериумите кои што произлегуваат од критериумите за пристапување кој на Европската Унија. Секако дека секоја држава која што пристапила во Европската Унија на тој пат има обврски кои што треба да ги исполни. Една од обврските која што е пред нас е секако и усвојување на уставните амандмани
кои што се дел од преговарачката рамка и кои што се само една од одлуките кои што треба да се носат со 2/3 во собранието. Пред нас ќе има и други одлуки кои што се носат со 2/3 во собранието, а тоа се однесува на реформи во владењето на правото, реформи во владењето на демократските институции, реформи на јавната администрација, како и акцијскиот план за унапредување на малцинските права, кои што и во моментов кај нас се на највисоко можно ниво споредувано со било која држава во Европа. Сите политички партии јасно беше кажано дека треба да ја земат одговорноста која што ја имаат и сите заедно да ги донесеме потребните одлуки со цел државата до 2030 година да стане полноправна членка на Европската унија. На крајот, очигледно е дека ЕУ не блокира, уставните промени се обврска кон ЕУ, а не кон Софија, како ќе стигнете до двотретинско мнозинство, како ќе ја убедите опозицијата и што доколку не ја убедите? Па најпрвин, јас не сум политичар кој што е дојден да убедува или да разубедува некого за нешто. Сите треба да имаат јасна визија и одговорност во однос на одлуките кои што треба да се носат. Постојат одлуки кои што се стратешки за државата и кои што сите политички партии треба да ги поддржат. Тоа и низ примери на други држави е многу јасно направено во минатото, да го земеме само примерот на Хрватска или да го земеме примерот на Словенија, кои што исто така ношеле стратешки одлуки со широк државен консензус, во кој што не биле дел од дневната политичка дебата која што се водела во тие општества и затоа брзо и квалитетно пристапиле кон Европската унија. Уставните измени се процес кој што е пропишан согласно со закон и устав во нашата држава. Јас веќе повикав пред неколку дена на пресконференција дека сите треба да учествуваат во носењето на овие одлуки, вклучително и опозицијата. Во рамки на Министерството за правда ќе биде формирана работна група за уставни измени, во која што ќе учествуваат експерти по уставно право, меѓутоа во која што ќе бидат повикани и експерти од опозицијските партии да земат учество, исто како што на првиот ден од отпочнување на преговорите, преку првата фаза на скринингот, беа повикани представници на опозицијата да учествуваат во сите работни групи. За жал, тие тоа го одбија, меѓутоа сметам дека и во опозицијата постои демократски капацитет, постојат луѓе кои што веруваат во европската иднина на државата. Не е доволно само декларативно да се поддржува одредена цел, туку треба со чекори, со одлуки, со одлучност да се настапи и да се обезбеди европска иднина за сите наши граѓани од сегашната и од идните генерации. Премиере, колку даваат ефект владините мерки што ги преземате? Владата, уште од почетокот на економската и енергетската криза, презеде навремени и сеопфатни мерки во однос на заштитата на стандардот на граѓаните, особено на најранливите категории на граѓани, како и на обезбедување на мерки кои што ја штитат ликвидноста на компаниите. Ние од почетокот на минатата година донесовме мерки во износ од 760 милиони евра, кои што според Светска банка се оценети како најголем пакет на антикризни мерки во однос на сите држави во регионот. Со тоа обезбедивме 5 пати пониска цена на електрична енергија за сите граѓани, не дозволивме ценовен шок, исто така обезбедивме 3 пати пониска цена на електрична енергија за регулираниот пазар, односно за 72.000 компании кои што вработуваат 98% од работниците во државата. Обезбедивме субвенционирана цена на електрична енергија за прехранбената индустрија во делот на производство на основни прехранбени производи, како и за училиштата со цел одржување на непречена настава и за комуналните предпријатија со цел непречено снабдување со вода во сите општини. Дополнително на тоа, системските мерки кои што ги презедовме во текот на 2022 година овозможија да имаме покачување на минималната плата и оваа година. Минималната плата во моментов е 20.175 денари, што ако го споредиме со минималната плата која што беше во времето на претходната влада на ВМРО ДПМНЕ, 8.000 денари е неколкукратно зголемување. Ако порано беа потребни 4,5 минимални плати за
задоволување на една потрошувачка кошничка, сега се потребни 2,1 минимална плата за задоволување на потребата на една синдикална потрошувачка кошничка за едно 4-члено семејство. Во делот на пензиите, исто така направивме историско зголемување на пензиите. Само последното, согласно со новата методологија, која што ќе важи од овој месец, е 8,4% зголемување на пензиите. Тоа значи во една календарска година дека пензиите се зголемени за 16%. Со следното зголемување кое што следува во септември оваа година, пензиите за овој период ќе пораснат за 25%, што никогаш се нема случајно во историјата. Во делот на инвестициите, нашата држава минатата година има највисоко ниво на странски директни инвестиции во историјата. Над 700 милиони евра странски директни инвестиции. Во делот на инфраструктурата, за многу кратко време, ќе започне изградбата на најголемиот инвестициски проект, коридорот 8 и коридорот 10D, со вредност од 1,3 милиарди евра, кој што ќе отвори можности за сите наши компании, кои што се во делот на градежништвото, да учествуваат во овој голем проект, кој што ќе биде изведуван од страна на една од најреномираните светски компании Бехтел и Енка, и каде што конечно нашата држава ќе има за прв пат покрај коридор 10 и коридор 8, кој што ќе овозможи излегување и на пристаништата во Драч и на пристаништето во Бургас. На полето на енергијата за 50% е зголемено производството на електрична енергија од државните производствени капацитети, сите се во функција и затоа во јануари, кој што сите скептици и критичари сметаа дека ќе биде крах на енергетскиот систем во нашата држава, ние имавме практично вишоци и извоз на електрична енергија. Дополнително кризата ја искористивме и како можност за трансформација на енергетскиот систем и само од јануари минатата година до крајот на февруари оваа година, значи во мандатот на оваа влада, во нашата држава се инсталирани 182 мегавати капацитети за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Она што следува е исто така изградба на гасоводот со Грција со цел да имаме диверсификација и на снабдувањето со енергенси и со тоа да обезбедиме енергетска независност и енергетска транзиција за иднината пред нас. Ви благодарам и на вас.